Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Кога некој нема своја програма, добро е да ги чита другите, може би нешто и ќе научи. Добро е што Христијан Мицкоски ја чита програмата на СДСМ, го чита планот за живот. Ама за жал ништо не научил како навистина се работи во интерес на граѓаните. И што е уште полошо, Мицкоски лаже. За 11 години токму ВМРО ДПМН го руинираше образованието. Го погазуваше достоинството на наставниците и професорите, ги малтретираше учениците и нивните родители. ВМРО ДПМН во образованието ќе остане запаметено по екстерното тестирање, носењето на заменски контранаставници во време на најголемиот штрајк во образованието и секако по катастрофалните резултати на PISA тестирањата и образование кое со години беше најлошо во Европа. СДСМ инвестира во образованието, вложува во наставниот процес, го подобрува ученичкиот и студентскиот стандард, ги зголемува платите во образованието, а правото на штрајк, почитувани граѓани, е загарантирано. 11 години ВМРО ДПМН со прст не мрдна за да ги покачи платите во образованието. А денес Мицкоски со измислени формули и операции се обидува да лаже за реалниот раст на платите токму во образованието. Со новото покачување на платите во образованието, веќе од 1. јануари 2020 година, платите во образованието за само 2,5 години СДСМ ги изголемува за цели 20%. Или, како што Мицкоски сака, да ги разбиеме математички прецизно лагите на Мицкоски, за 2,5 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија платите во образованието ги изголемило за 2100 денари. За разлика за 7 годишното владење, за разлика во период од 7 години земени за споредба, ВМРО ДПМН ги изголемило платите во образованието за само 850 денари. Мицкоски може да направи, почитувани граѓани, анализа на 600 страници и на сите тие 600 страници ќе има безброј лаги и манипулации. Платите во образованието и сите други сектори растат, а ВМРО ДПМН не може никако да се помири со тоа. Христијан Мицкоски денеска излажа и за гаранцијата за млади, дека воопшто не почнала да се реализира. Доколку излезе од Белиот дворец, Мицкоски ќе види дека оваа мерка се реализира веќе од минатата година. Преку оваа мерка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2018 година 1935 млади луѓе се вработија, а дополнителни 41 има доедукација, пракса или зголемување на вештините. Бидејќи нема план, нема програма, нема идеја, нема ниту предлог во интерес на граѓаните, го охрабруваме Христијан Мицкоски само да продолжи да ја чита програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.